Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосаѓевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш во новото студио со кое што ви се пофалувам по трет пат. Америка остана без влада практично поради закана од бомба Октоберфест. Привремено е затворен, а ние разговараме со заменик министерот за надворешни работи и трговија Зоран Димитровски. Добра вечер. Добро вечер, поздрав до вашите гледачи. Димитровски, веднаш да преминеме на суштината на работите. Ситуацијата со соседна Бугарија е таква каква што е, не е некоја голема филозофија тоа што се случува, иако деталите ѓаволот само ги познава. Кога е во прашање ветото што има намера да го одржува уште, ќе видиме колку време Бугарија, има пораки и однадвор и однатре, за однатре малку подоцна, за овие однадвор. Во Копенхаген денеска се сретнаа практично лидерите на Европската унија на неформален савит, каде што една од точките требаше да биде можноста за промена практично на системот на одлучување, наместо да биде консензуален, да биде со квалифицирано мнозинство. Малку веројатно е таа работа да се мрдне од мртва точка поради самиот факт дека сите мора да се согласат. Тоа е контрадиктирно само по себе. Сите треба да се согласат дека не мора да се согласат. Меѓутоа, откако господинот Кошта тоа го наметна во јавноста како еден сериозен дискурс кој што треба да се следи, можеби кај нас помалку порасна надежите дека навистина такво нешто е можно. Очигледно е дека Европската унија се наоѓа во многу тешка ситуација, токму од причини што сака да покаже дека е геополитички играч, сака да покаже дека има намера да се проширува и да се обединува. И многу е важно во контекст на војната во Украина, нели, да покаже сила и единство, дека тој регион исто така сака да го интегрира. Истото се однесува, се разбира, и за регионот на Западен Балкан, кој што представува предворие на Европската унија, и логично е дека таа бара начини како да ги надмине сите тие пречки кои што се поставуваат од различни земји членки од овие или од оние причини, но нашиот проблем што го имаме со децении, претходно со Грција, сега со Бугарија, јасно е дека на Европа требаше да биде јасно уште од многу порано дека било каква билатерална пречка кога поставуваат одредени земји членки, дека го спречува тој процес, го фактички прави една карикатура од Европската унија, дека она што сака да го покаже на геополитичката сцена како силен и обединен играч не може да се согласи за некои внатрешни правила на одлучување. И овој обид сега е на господинот Антонио Кошта, председателот на Советот. Тоа е негова идеја. Пред се, велам, инспирирана е од Украина и од блокадите што ги става во таа смисла Унгарија, но исто така ние имавме разговори повеќе часовни со господинот Кошта кога беше во Скопје во владата, дека ова е исто така дел од таа матрица. Се бара, во Европа и во Германија, во Берлин, но и во Европската комисија и во некои други центри на Европската унија се бара начин како да се надминат овие билатерални пречки. Овој предлог е навистина поспешен од настаните во Украина и од за нас добар, ако сме реални. И би било одлично кога би бил усвоен. Тешко е да се стигне до таков консензус, но во секој случај настрана од овој предлог со господинот Кошта и со други центри на моќ во Европската унија од поголеми земји, има и други иницијативи за решавање на проблемите пречките кои што нас не ги става Бугарија. Тоа е посебен процес, но ако се случи на голема врата, што се вели, да се најде решение со така наречени преговарачки групи за одделни земји, да се почне процесот на преговори, а сепак на крајот да можат земјите членки да стават, односно да одобрат или да не одобрат проширување пред крајот на самиот процес, тоа за нас ќе биде исто така добре дојдено. Затоа што ако се сеќавате, ние токму тоа е пречката. Ние баравме одложено дејство, одложена примена на уставните измени. Ние немаме проблем пред самото членство да ги направиме уставните измени. Затоа што тоа би била некаква гаранција. Тоа би било гаранцијата, која би имале одложено дејство. Ова што сега се предлага да течат преговорите, па
пред крајот да се решат сите клучни, така наречени билатерални прашања, тоа може да биде поттик и за нашиот случај, но велам настрана од тоа на голема врата ќе има, како што најави премиерот, веднаш после се надевам новогодишните празници, да заврши овој период и на избори во Македонија и божикните празници во Европската унија, ќе има сериозен ангажман од европски фактори и од Европската комисија и од земји членки да се разреши овој спор. Морам да кажам, председателот на владата тоа го најави веќе и сега многумина се бараат нешто по-конкретно. И вие кажувате дека ќе има напори, меѓутоа нешто по-пипливо се уште не можете да објавите, не? Се разбира, тој процес се води за затворени врати. Меѓутоа можам да кажам дека од она што го слушам и од моите пријатели, па и од одредени кругови во Софија кои што се блиски до тамошните структури, меѓутоа и од нашите дипломати, дека е многу сериозно се води приказната, дека мора да се најдат механизми, она што го бара Софија од нас да биде навистина последно историско идентитетско прашање. Затоа што, пазете, овде станува збор за промена на устав. Или промена на устав за заштита на одредена етничка група во Македонија. Иако го сме реални, не дека не е заштитен. Македонскиот устав и инаку е прилично либерален во таа смисла. Тие може да имаат различни забелешки. Еве сега, ако сакате, од случајот во Битола прават сериозна афера. И одат на сите врати и во Страсбург ќе поднесуваат тужби и така натаму, за да заштитат она што сметаат дека тие е фактички слобода на говор. Значи тие бараат слобода на говор за ширење на говор на омраза. Што не е слобода за говор? Значи слобода на говор не може да биде ширење на говор на омраза, негирање на, значи не постои право да негирате нечи идентитет. Како малцинство, како етничка заедница, вие ги имате сите права, нели, да го уживате. Па тоа го зборував и инаку постои кај нас, идентитетски и историски идентитет. Но вие да барате дека тоа малцинство има право да го негира мнозинството. Бугарскиот историски наратив да го користи за негација на идентитетот на македонците, значи мислам дека не постои во светот држава што може да му дозволи на едно малцинство така. И тие сметаат дека е тоа ограничување на правото на слобода на говорот. Со други зборови, вие можете да кажете дека значи да бидете малцинство во Германија или во некоја друга европска земја и да кажете дека германците се измислена нација, дека тие не постојат, нема да пројде. И државата да ве финансира за тоа, затоа што вие како малцинство треба да ги уживате правата, да ви финансира во училиштата да учите историја која што ќе го негира мнозинскиот народ. Практично да го финансирате сопственото разнебитување се очекува. Апсолутно. Значи, не верувам дека било која нација во светот, било која држава би се согласила на такво нешто. Од тие причини овој наш спор е навистина апсурден. Не само од аспект на тоа дека историската комисија, нели, не можете да зависите од резултатите на работата на историската комисија. Апсурдно е. Таа може да работи со децении. А тоа е нешто што е потпишано од наша страна и тоа е најголемата трагедија. За жал, да. И да тоа одат бугарите цело време, впрочем, вие потпишавте. Нашиот најголем проблем, и тоа ни го кажуваат многу дипломати страна, оние што се и што ни се блиски, што сакаат да стојат зад нашата кауза од земји членки на Европската унија, од повеќе, ни велат вашиот најголем проблем е вашето неединство дома. А неединството дома е поради тоа што се уште имаме една структура и една политичка партија која што смета дека тоа што го потпишала во јуни 2022 година под софиски диктат дека е добро. И сега се обидуваат на некој начин да го изрелативизираат со потпишување некакви резолуции и документи кои наводно треба да стават црвени линии. Ке позборуваме за црвените линии секако, додека сме се уште во надворешната сфера, јас навистина се прашувам како еве вие велите бугарите одат, лобираат насекаде, можат, им се може затоа што едноставно се внатре. Меѓутоа кој човек реален рационален политичар би ги прифатил аргументите кои што одат спротивно на ова што вие го зборувате, дека не може една држава да прифати како слобода на говор практично финансирањето на сопственото разнебитување. Тоа е
Тоа е неприродно едноставно. Вие да се согласите на тоа во име на демократија, тоа е лага едноставно, видлива лага, многу едноставно, провидна лага. Тоа е едно, но вие имате многу историски прашања кои што се, нели, ние ги расправаме во контекст на треба да се расправаат во таа историска комисија, кои што стануваат одреден услов за наше напредување кон членство. Иако не се запишани како бенчмаркови директно, тие се во поширокиот контекст како меѓусоседни добрососедски односи. Значи добрососедски односи меѓу двете земји. Софија сосема со право, ако останат овие документи вакви какви што се и да се почитуваат до крај, може следната година, откако ние ќе почнеме преговори, да речеме, и ќе ги ставиме бугарите во уставот, може сосема со право да каже вие не ги исполнувате добрососедските односи затоа што нема напредок во работата на историската комисија. Затоа што вие не исполнувате она што сме го запишале како заедничка историја. При тоа, при заедничка историја мислат, нели, на препишување на бугарскиот наратив во македонски. Што не е за И тоа не е само за историјата во текот на, да речеме дека револуционерните борби, историјата назад со векови, но и за поновата историја. Нешто што е навистина драматично. Ако вие запоновате историја во борбата против фашизмот, било што се согласите да промените, а има и такви барања на, знаете, промена на спомениците, да не пишува бугарски фашистички окупатори и така натаму. Од сите дипломати со кои што разговарам на страна, ми велат, не, ние тоа нема да го дозволиме. Јас велам, одлично. Ние нема да го дозволиме. Они нема да го дозволат тоа. Нема да и дозволат на Софија да има такви промени на оној антифашистички наратив што го има македонската, значи во текот на Втората светска војна. Но ние сме се излажали. Но ние велиме, добро, ако тоа нема да го дозволите, одлично, можеме ли тоа да го запишеме сега како гаранција дека нема да го дозволите? И кој одговорот? Значи, одговорот е, ајде почнете го процесот да видиме. Да видиме. Но сега мислам дека со една година и пол сериозна работа на македонската дипломатија, и на председателката, и на премиерот, на министерот за надворешни работи, значи вклучително целото министерство за целата дипломатска мрежа, ние успеавме да дојдеме не само до разбирање за нашата состојба дека е праведна, туку и да издействуваме фактички и иницијатива од највисоките европски официјални личности и на Европската комисија, на Европскиот совет, видовте господинот Кошта, директно со да на некој начин се обидуваат да вршат и притисок, ако сакате, врз Бугарија, дека мора да се изнајде механизам. И тука е последната изјава на господинот Кошта, таа не е случајна, тоа е дипломатски изработено, се разбира, и меѓутоа праведно е од наша страна. Никој тука не направил нешто што е, ние не бараме преку леп погача. Бараме да си ги заштитиме своите интереси. Не подплатуваме за за тоа. Планови, така е. Ова е многу важно затоа што моралната вистина е на наша страна. Колку да звучи смешно во денешниот свет. И на вистина тие се некои од тие личности кои не беа инволвирани толку во процесот, не мора да знаат се за Македонија и Бугарија и за историјата, се разбира. Не може еден финец да знае за она што се случува на Балканот, освен ако не е директно упатен. Од тие причини, кога ќе им ги кажеме нашите аргументи, тие буквално се шокираат кога ќе им ја кажеме вистината. И потоа следува прашањето, па зошто вашата страна прифатила? Ние тоа многу тешко го објаснуваме. Како да го одговорите тоа? Тоа многу тешко го објаснуваме. И затоа велам дека кај нас, ако нешто ни треба на вистина единство по тоа прашање, затоа што многу полесно ние и на овој начин и со тој тип на предавства што се извршени претходно, па успеваме да ја објасниме работата и во Брисел, и во Берлин, и во Париз, на секаде, и веќе да издействуваме иницијативи. А ако сме уште поединствени, ако настапуваме заеднички, тогаш мислам дека многу полесно ќе стигнеме до решение и многу побрзо. И уште еднаш ќе се вратиме на овој внатрешен дел, меѓутоа за Унгарија човек може да мисли што сака и за нивната влада, како сака се разбира, меѓутоа дека ги кажуваат работите директно и во очи, тоа е факт. Токму денеска господинот Цијарто, министерот за надворешни работи на Унгарија, даде изјава, вели не обвинуваат само нас за секакви блокади, иако ние нигде не сме ставиле вето. Грција со години ставаше вето без некоја логика, сега тоа го прави и Бугарија, класични двојни аршини. И сега тука ќе се надоврзам на оно што го зборуваше председателката Гордана Селјановска-Давкова во Њујорк.
Таа ја повика Европската унија да биде принципиелна во однос на собствената принципиелност, ако така можам тоа да го преведам. Ако Европската унија за целиот свет е символ за соработка, разбирање, диалог, критериуми, малку е неуместно кога тие критериуми не важат за некој кој што треба да припадне внатре. За Македонија конкретно. Да, јас повторно ќе ве вратам на она што пред малку го реков, затоа што е многу значено. Значи, благодарам навистина на господинот Сијарто. Унгарија е навистина стратешки пријател на Македонија. Пред се во контекст на поддршката и за евроатлантските интеграции и за многу други работи за кои што сме се договориле. Се разбира, Унгарија има собствени причини да биде против проширувањето со Украина. Ние не ги делиме таа надворешна политика. Ние сметаме исто така дека Украина треба да биде членка на Европската унија, но тоа е нивно право и нивна политика. Им благодарам за поддршката во контекст на ова што го изјави господинот Сијарто, дека Бугарија и Грција никогаш не се посочени како блокатори, како оние што стават вето, никој не пружа прстен. Меѓутоа, сега ќе ви кажам и нешто друго. Она што пред малку сакав да подсетам е причината е што овде се наоѓаат сили кои што се согласуваат. И кога вие имате политички сили во Македонија кои што ќе се согласат на условите поради кои што некој става вето, дека ќе најдат такво решение, тогаш многу е полесно за Европа да не ги обвинува Грција и Бугарија и да каже дека се во право. Знаете, ако вие прифатите дека историски вашиот идентитет е сомнителен од 2000 години наназад, кој ви е виновен така? Значи никој не ви е виновен. Тогаш вие навистина грците имаат право да кажат да, тие крадат македонска историја. Така? И велат да, па Грција е во право. Вие крадете грчка историја, македонската историја која што е грчка. Значи, ако вие се согласувате на истото дека ќе работиме со историска комисија со Бугарија да ги испегламе разликите затоа што и ние имаме собствени фалсификати, тогаш тие ќе речат па значи Бугарија е во право. Затоа велам, единството дома е многу важно. Ако ние не знаеме кои сме, нели свести се македонски народе, не знаеш кои си што си, ако ние навистина не знаеме кои сме и што сме, тогаш да не очекуваме дека другите не знаат. Но како да го постигнеме тоа единство? Сега ова е повторно филозофско прашање. Може би меѓутоа вие бевте 30 години врвен новинар, дипломат сте, човек кој што видел се и се што во оваа држава, ништо не ви е необично. Како да се убеди конкретната партија, или ако сакаме да кажеме еден дел од таа партија, дека треба да се одвојат од тоа што го направија, треба да го самите да увидат дека е тоа катастрофална грешка и да се обидат, не да се покријат со пепел, меѓутоа да го изменат суштински ставот. Како да се убедат дека националното единство во случајов значи мораме заеднички да се браниме. Тие со новата црвена линија, црвени линии како и да ги нарекуваме, практично го продолжуваат истиот наратив од пред некоја година. Бидете, значи вие имате изјави на албанци од Македонија. И тоа на албанци кои што се на високи политички функции, така? Да. Во моментов. Имате изјави на министрот за европски прашања Муртезани. Имате изјави на председателот на собранието Африм Гаши. Да. Имате, значи, изјави на највисоките политички функционери албанци кои што велат сосема е разумно македонската страна да бараме гаранции дека нашиот, затоа што е загрозен македонскиот етнички идентитет во контекст на овој спор со Бугарија. Албанците во Македонија не го разбираат македонци. Па сега тоа сакам да ви кажам. Значи, и сега ако господинот Антонио Кошта, кој доаѓа од Португалија, тоа го разбира и го кажува јавно, ве молам, дали Антонио Кошта е поголем македонец од Венко Филипче? Јас мислам дека е, во моментов е. И тоа е трагедијата на таа структура. Затоа што ако вие не можете да преминете преку тоа, дека пазете, ние сме убедиле цела Европа и веќе почнуваат да даваат сите такви изјави дека Македонија навистина мора да добие разумни гаранции, разумно е да добие гаранции дека патот до Европската унија не смее да биде кочен од историски идентитетски билатерални прашања. И многу малку е вие да кажете во Македонија, добро, веќе ништо нема да прифаќаме. Ама ако сте прифатиле, тогаш признайте дека е тоа грешка и дека таа грешка треба да се поправи. Не е страшно, не е ништо трагично, иако
не знам под каков притисок тоа сте го прифатиле, да признаете дека да, ја поддржуваме владата и ќе направиме обиди и ние ќе лобираме да се смени, иако не може да се смени преговарачката рамка, да се додаде некаков анекс на таа преговарачка рамка или барем да добиеме од Бугарија јавни ветувања и од Европскиот совет дека нема да веќе правиме проблеми по идентитетските прашања. Овде сакам да дадам два примера на луѓе кои што се секако поврзани, можеби веќе не формално, не се поврзани со таа политичка номенклатура. Порнешниот пример Владо Бучковски. Едно време беше помагач, олеснувач во преговорите со Бугарија. Имаше некој термин кој што не беше кој знае колку одреден, меѓутоа земаше плата за тоа. И одеше постојано во Бугарија. Во последно интервју за еден наш медиум испрати меѓу редови порака дека ние сме тие што треба да попуштиме и предложи еве за почеток да рехабилитираме, условно кажано, 3 лика од заедничката историја со Бугарија, поетот Венко Марковски и уште 2 лица. Овие другите 2 лица, колку што јас читам историја, знам дека се директно поврзани со власта на Бугарија во текот на Втората светска војна во Македонија. Поетот е малку специфичен момент, тој заминал Поетот е друго, да. Друго. Меѓутоа, ако ги читате тие пораки од човек кој што навистина е вклучен во целата приказна и кој има тежи некако поранешен премиер, излегува дека тие ни на крај памет не само што не им е да ја променат својата политичка логика, туку напротив ја засилуваат, бидејќи Владо Бучковски сепак, иако е поранешен, не е било кој. И тој не ни крие дека има односи со сегашното раководство во СДС. Приказната дека Македонија сама си става вето е има уште едно посмешно, но за тоа потоа. Или дека Белград ни става. Ако мислите на тоа. Тоа е го слушав колегата Боријан Јовановски дека западни дипломати тврдат дека Србија е таа што ја прави целата приказна. Таа приказна е смислена во софиските дувла. Зошто? Затоа што во Македонија се што не е на бугарска линија и се што не го споделува бугарскиот политички, историски, идентитетски наратив, произлегува од Белград. И тоа е многу вековна приказна, затоа што за нив македонски свет не постои. Има српски свет и бугарски, има бугарски свет и српски свет. Македонскиот свет има само територијална димензија, кога ќе каже бугарин ослободете се од стегите на Белград, мисли станете бугари. Не мисли бидете си македонци. Значи бидете си македонци територијално, но етнички осознаете се и станете бугари или барем вашите дедовци осознаете ги како бугари. Значи ние допрва треба сега да ги осознаваме нив како бугари. Така што тоа подметнување дека ветото ни го става Белград или дека сами си го ставаме е смислено во софиските кругови, значи во националистичките софиски кругови, ако сакате во академијата, во политиката и така, тие имаат консензус по тоа прашање. Тоа е историски консензус имаат направено. За единствено за тоа прашање имаат консензус. Дека ако македонците не се бугари, тогаш се срби. Затоа што македонска нација не постои според нивната доктрина и идеја дека од времето на Коста Новаковиќ, условно речено од Србија, кој што некаде запишал дека е подобро македонците да бидат македонци, отколку да бидат бугари, демек не мора да бидат срби и тие бугарската доктрина тоа го сваќа здраво за готово дека нема одделна македонска национална свест, туку таа е само мимикрија на српската. Сега тоа што 2 милиони луѓе не мислат така не е важно. Да го слушаме ние, значи а кога го слушаме ние тоа се разбира се подсмеваме и сметаме дека е пропаганда од 19-тиот век и така натаму. Но да го употребуваат тоа наши новинари, политички личности, лидери на политички партии, луѓе кои што биле на функции во Македонија, како господинот Бучковски и така натаму. И повикувајќи се често пати на западни дипломати. Ама видете сега. Западниот дипломат видете сега и западни дипломати можат да бидат индоктринирани. Јас не велам, јас разговарам со сите дипломати во Скопје, не сум го слушнал тој муабет. Од ниеден западен дипломат од сериозна земја. Но не знам, можда би господинот Јовановски знае некого кој што тоа му го кажал. Тоа е негово право. Но велам, вие да го пропагирате тоа. Вие да кажете дека Белград ја кочи Македонија,
Тоа е директната софиска пропаганда во смисла на тоа дека Македонија само ако биде ослободена од стегите на Белград може да стане членка на Европската унија затоа што ќе биде тогаш на бугарската историска линија и бугарскиот историски наратив. Апсолутно нема право на собствена политика, собствено гледање на работите. Тоа е трагедијата. Трагедијата е исчистете си го, што велат во Софија, нели? Исчистете си го јазикот од србизмите и ќе видите каков убав јазик ќе имате. Сакаат да кажат бугарски. Истовремено, нивната академија на науките за така наречениот западен дијалект кој што е нели македонски, прави преводи од тој дијалект и пишува преведено од западно-българскиот дијалект. Значи правите превод од дијалект што уствари треба да го разбирате. Но тие ваш. Нели, македонскиот јазик е според нивната доктрина бугарски јазик напишан на српска машина за пишување. Сега трагедијата е во тоа што ако вие како македонец преце и етнички осознаен, нели македонец, не од 45-та наваму, туку предпоставувам и од вашите дедовци. Така. Ако вие денеска ја споделувате доктрината на Софија дека Белград ни ги прави проблемите и дека вие самите си ги правите проблемите, она што треба да го направите е да ги прифатите историските наративи во историската комисија, она што треба да го прифатите е да не се само уставните измени, на нив на сите им е јасно дека не е тоа прашање, тогаш јас прашувам дали овие луѓе навистина имаат елементарно национално чувство како македонци. И јас се прашувам за тоа. Врвот на парадоксот практично во целата работа според мене е фактот дека најголем дел од овие луѓе себе се дефинирале во текот на минатите години како наследници на оние борци што извојувале победа главно против бугарскиот окупатор во Втората светска војна и кои што живееја во пристојни привилегии, мора да се признае, токму благодарејќи на таа победа и на резултатите од неа. Па трагедијата е во тоа што дел од нив, не овие конкретно, меѓутоа личности од тоа милје, да не испадне дека обвинуваме некого конкретно со имиња, но личности од тоа милје им пречи кога ќе се пее песната за 12 младенци од Ваташа. Да. И дека на Facebook пишуваат потоа статуси дека на крајот на криштата човекот што го наредил масакрот у Ваташа е од припадник од Македонија. Не сум открива паметта, ама не е битно. Сакам кажам, го прифаќаат амблок бугарскиот наратив и вела дури, па зошто сега ние да создаваме омраза и анимозитет? Каков тип на омраза ние создаваме ако кажеме дека бугарската фашистичка власт во Втората светска војна дека биле соработници на Хитлер? Дали тоа значи дека денес бугарите ги обвинуваме за фашизам? Не. Освен ако самите не сакаат да бидат фашисти. Но историските факти се реални, тоа може да го видите на фотографии, на документи, каде сакате. Воопшто не треба филозофија за тоа. Молам, јас немам проблем со Софија. Иако навистина тие таму исто така има жива борба во науката нивна и така натаму. Но политички не. Но политички не. Но во науката има жива борба во контекст на тоа како Софија се однесувала во контекст на некои историски периоди од времето на Втората светска војна, дали имале фашизам, немале фашизам, да биле профашистичка, но без оглед. Размислува за оваа тема Димитровски, навистина би било прекрасно и кај нас, доколку постои политички консензус на национално ниво околу тие линии за кои што зборуваме најголем дел од емисијава, да се јавуваат луѓе интелектуалци кои што ќе излегуваат со различни мислења, вака, така, околу детали, околу... Супер! Јас немам проблем ако ние разговараме за Венко Марковски, кој што бил и нека се отвори, македонски така поет, потоа станал бугарски поет, пишувал Славо Појке му пишувал на Тодор Живков, претходно во Македонија пишувал на партизанската и комунистичка власт. Зашто да не? Значи тоа имаме такви споделени личности, тоа не е спорно. Да, Господ има. Тоа не е спорно, кои што тврделе до последно дека се македонци, потоа дека се бугари. Ние сега имаме споделени личности. Но тоа е еден процес кој што нема врска, тој процес кој што треба да се одвива во историската наука, во историографијата. Тој е процес на кој што треба да се одвива во академијата. Така е. Да пишуваме книги за тоа, да говориме на телевизиски емисии и така натаму. Сите личности да ги отвориме. И најнегативните. Иванчо Михајлов, јас искрено речено во Фокус во 90-тите објавувавме дел од спомените на Ванчо Михајлов, да видиме зашто се застапувал Ванчо Михајлов. Кога беше уште опасно да се зборува. Апсолутно.
тогаш не обвинија дека сме играле на бугарска. така, да. Апсолутно. Но поентата беше тогаш да се расчисти еден дел од македонската историја, да видиме кај тој стоел на вистина. И стоел на таа линија. Тоа не значи дека ние денеска треба да го славиме како херој. Може да има восочна фигура, затоа што и негативци имаат восочни фигури во музеите. Така. И нели било кој може да има восочна фигура, но да И славиме, Доналд Трамп може да има да славиме, да отвориме клубови со негово име на кои што ќе пишува и на таблата на клубот да пишува македонска нација не постои. Така е. Тоа е измислица и дека тие се бугари. Сметам дека тоа такво нешто ниту една држава не сме да дозволи. Нема да го спомнувам примерот со председателката од Њујорк со восочните фигури, меѓутоа факт е дека веќе влеговме во кампања за локалните избори, која што и покрај сите потписи и уверувања дека ќе биде фер, нема да биде. Ништо ново, ако бидеме реално под сонцето. Меѓутоа, повторно злоупотреба непотребна на глупости, вадење работи од едниот нафталин, другиот од ракав што се вели. Очекувате дека ќе се зголемува уште повеќе ова? Па, искрено да ви кажам, очекувам, затоа што имавме некои изјави од СДСМ дека нема да водат кампања која што Сите потпишуваат фер, тоа но ама нема имавме проблем. и јавни изјави дека така ќе биде. Веднаш стартуваа со негативен спот на контра Мицкоски. Се разбира, се е тоа во рамките на дозволената политичка борба, некогаш и под појас. Таа и под појас, не знам колку е дозволена, меѓутоа во демократиите го има и тоа. Вадење од контекст, подпикнување и така натаму, се разбира, тоа е политичка борба и тој политички фолклор мислам дека граѓаните умеат да го препознаат. Но умеат да препознаат и што е вистина. Значи, вие можете да манипулирате, да заобиколувате, да лажете, да етикетирате, но на крајот вистината излегува, нели, како Шилое, што викаш еден поранешен премиер, како со сликата со восочните фигури. Ако пројде, пројде, да. Да, меѓутоа, пазите, тоа може да си го дозволи некој обичен Facebook корисник на својот профил и лага некоја да прошири. Меѓутоа, луѓе што сериозно се занимаваат со политика или медиуми кои што треба да имаат проверка на информациите и проверка на фотографиите, вие искрено речено секоја фотографија можете да постојат софтвери кои што може да проверите дали е фейк. Амбасадор, неодамна го вративте, во исто време беше и некогаш градоначалник и лидер на една партија, се насамка Вие треба да да имате дистанца од тоа, да ја проверите информацијата неколкукратно за да излегувате во јавноста со таков тип на обвинение. Но во предкампања некако сите велат ќе пројде. Но во кампања, затоа што е поентата на кампањата, нели? Од 10 лаги една може да ви помине или да успеете да излажете со една од лагите 100 луѓе кои што можеби ќе недостасуваат утре на вашето конто. Но тоа е, веламе, еден фолклор кој што граѓаните умеат да го препознаат и секако вистината... Мислите дека веќе се развивме толку мислам дека постои интелектуално да може веќе да не може да не фарбаат баш толку. Да, кај луѓето постои една свест, сите се онлайн, сите имаат Facebook, имаат на социјалните мрежи се, луѓето се, нели, alert, што викаат американците, така што мислам дека тоа ќе го препознаат. Она што е поопасно и што мислам дека почна да се развива во некаков правец кој што не дава баш добра слика за македонското општество пред се на мултиетнички план, е злоупотреба на воени символи, на символите од 2001 година. Дуи тоа го прави на така наречените команданти на УЧК и така натаму, кои што видете, ние имавме, можеби немавме многу крвава војна во 2001 година, но имаме загинати десетици припадници на вооружените сили на Македонија. Имаме цивили, имаме оние случаи кои што мавровски работници, значи неколку хашки предмети кои потоа беа амнестирани во Македонија. Значи ние имаме една структура дуи која што всушност е амнестирани воени злосторници. Значи тие се во тие обвиненија беа обвинети и за воени злосторства. И тие се амнестирани. И сега амнестираните воени злосторници се фалат со да се фалат со
со дел од тоа што го правеле во текот на 2001 година, не само што е невкусно, туку е и опасно, застрашувачки и представува некаква закана, искрено речено. Зошто? Како се чувствуваат семејствата на сите овие, кажете ми, загинати за време на таа 2001 година, раселените, на тие што останаа без куќи, кога ќе видат дека во 2025 година се прави кампања со командантот на УЧК како ја слави победата условно речено во војната 2001 година. Како би се чувствувале сите тие, да земе сега, не знам, Љубе Бошковски или Јохан Трчуловски или било кој, затоа што тие исто така своите казни си ги одлежаа, односно Љубе Бошковски не беше ни осуден. Како би се чувствувале сега тие да земат и да во воени униформи да се сликаат, како што биле, и се сеќавате на онаа снимка на Љубе Бошковски на ѕидчето. Иако таа символика нас воопшто не се користи од никој. И како па кој ја користи таа символика? Апсолутно никој. Па велам, значи примитивно е да користите вие символика од тоа време, затоа што вие треба да придонесете за процес на помирување во Македонија. Значи, иако се знаеше кој напаѓа, кој брани, сега да бидеме реални и честни тука. Сакам да ви кажам, ако веќе после тоа сме имале рамковен договор, кој што многу болно во Македонија е прифатен од голем дел од населението, затоа што сте имале една одметната банда која што се обидела со оружје да ја подели Македонија. Првите соопштенија на она, ако се сеќавате, беа комуникејата слава македонскиот окупатор на териториите. И сега ние сето тоа сакаме да го заборавиме. Се уште немаме објаснување што точно се случи тогаш, а вие ги подсетувате граѓаните, односно ги плашите директно македонците дека гледајте кои сме ние, дека ово може да ви се случи. Така е. Тоа е индиректната порака. Индиректната порака е многу стравична, иако мислам дека македонците ќе ја препознаат и граѓаните на Македонија, сметам дека тука и албанците и овие припадници на ВЛН исто така треба да реагираат. Дека символи од 2001 година не можеме да користиме во политичка кампања. Затоа што тоа е со воена сила не можеме да менуваме режим. Така. Сега кога сме кај ВЛН, од една страна факт е дека нивното ниво на символика е поинакво, ако сме реални, не сум видел да вадат фотографии или видеа, не знам, на луѓе од 2001 и така натаму, па и изразите во таа смисла им се по-меки, меѓутоа дали се присилени од дуи или не, сепак и тие како да ја фаќаат децата и мора да поиграат на таа карта. Имавме сега на конвенција, што ли е, на ВЛН во Борис Трајковски, каде што повторно доминираат само албански знамиња, се зборува за Скопје на еден специфичен начин, албанците. Не може да се избега од тоа никако. Иако би требало да бидат баш напротив антипод на се што прави дуи. Се согласувам. Ние за жал сме поделено општество. Ќе видиме како ќе го решаваме тоа во иднина, меѓутоа сме драматично поделено општество по тие етнички национални линии. Искрено речено, господинот Касами, например, треба да, според мене, доколку сака македонски гласови во Тетово, иако коалицијата се определи да не истакне кандидат таму, коалицијата зборам владеачката ВМРО ДПМН. Па пораките на Касами се контроверзни, мора да признаем. Идејата е македонците да го поддржат, но ако сака тој македонците да го поддржат, навистина нема да дава изјави од типот дека Тетово е најалбанскиот град или албански град и така натаму. Дека треба да внимава во тој контекст, меѓу другото затоа што во таа општина живеат и македонци и го очекува нивниот глас и утре треба да го менаџира тој процес на меѓуетничко помирување, затоа што тоа е значи од двете страни мораме да имаме подадена рака. Мислам дека во партиите на албанците во ВЛН, кај добар дел од нив со кои што сум разговарал, има такво чувство дека сакаат да придонесат во контекст на меѓуетнички соживот, но дуи на национализам него добивате, се поведуваат некогаш на мислењето на тоа на притисоците од другата конкурентната политичка партија на албанците, играјќи на картата на национализмот да не останат покус. Да. И има уште еден фактор во македонската политика кој што не е национално обоен, тоа барем е сигурно. Самите себе се доживуваат како радикални леви, кои што во оваа кампања влегоа според мене сега дегутантно, не знам дали е вистинскиот збор.
еден од постерите, што ли е, од насловите кои што ги користате, толку грд кажав што не можам да го кажам едноставно на телевизија, затоа што е фекали и не знам што. Мислам, каква е таа порака? Ова е ново. Ние сме виделе секакви будалаштини до сега, меѓутоа ова е ново. Да, ние имаме радикални изјави, имаме напади, имаме лаги, имаме отворени шпекулации, извртување на слики и така натаму, но до сега немавме вулгарен јазик не на ниво на пцовка, туку на ниво на она што велите, нели, на тоалетно ниво, на ниво на тоалетна хартија. Таков тип на изјави навистина до сега не беа, или пароли, или не знам, политички плакати, што веќе е тоа, билборд, не знам, дали може некој да му го печати тоа. Формално немало. Формално немало. Меѓутоа, ја разбирам исто, го разбирам и очајот на левица кој што сакаат да привлечат еден млад свет пред се да влијаат таму и да се симнат на нивото на уличниот говор. Меѓутоа сметам дека кај господинот Апасиев буквално покажува дека нема граници во неговите екзибиции. Тоа пред се го покажа со одењето на гробот на Енвер Хоџа, ако сакате. И поради тоа мене ми е многу природна коалицијата помеѓу Дуи и Апасиев. Не само поради Енвер Хоџа, зашто тие се навистина идеолошки сака да се представи како светска некаква левица, повикувајќи се на Мао Це Тунг, се уште не сум видел Маркс и Енгелс дали ги споменува, ги споменува веројатно некаде, но Али Ахмети е исто потекнува од една марксистичко-ленинистичка структура. И тоа е таа радикална левица која што на крај може да заврши во црвени бригади. Јас од тоа се плашам, затоа што едните се УЧК кои што имале оружје во рака на времето и го држале оружјето во рака, другите се уште порадикални левичари кои што ги ставаат, нели, светските револуционери на комунистичката условно речено револуција на пиедестал, се гордеат со, значи, авторитаризмот на Енвер Хоџа, се гордеат со Мао Це Тунг и така натаму. Имате пораки од типот сите ќе ве стреламе. Имате порака од типот милост не бараме, ама милост нема ни да ви дадеме. Мислам дека прво мислам дека левица не е опасна сама по себе како структура во тој контекст, дека тоа се само празни закани. Така, но во коалиција со една Дуи кој што знаеме од каде произлегува, која што сигурно знае како функционира набавките на оружје и како може да се вооружат. Јас се плашам во иднина дека дека тоа може да доведе и до несакан развој на состојбите во контекст на формирање некакви црвени бригади. Црвени бригади, за тие што не знаат, се главно терористички организации во Европа во текот на советското време, кои што знаеле да прават и сериозни проблеми во Западна Европа. Погледнете го наративот, вемо. Значи, ако вие величате војна и ако вие се служите со јазик или со сите ќе ве бесиме, сите ќе ве стреламе, тогаш кој е чекорот кој е следниот чекор? Што следно ќе направат? Ќе користат ваква фекални конструкции во јазикот, но многу е тоа блиску до нешто, до поголемо радикализирање на состојбите. Јас се надевам дека грешите. Јас се надевам, велам дека не сакам да плашам никого со ова, сакам да кажам чисто каде води такво едно однесување, таков еден след на околностите. Да, но сметам дека македонските граѓани се на сосема развиено ниво на свест, дека такво нешто нема да прифатат, а и дека граѓаните албанци кои што очигледно голем дел од нив поради икс причини, клиентелизам и така натаму даваат поддршка на Дуи, сметам дека на овие избори тие сили ќе бидат поразени. Генерално сите овие партии негираат коалицијата, за која што зборува и премиерот, се разбира, формално и се напаѓаат меѓу себе, формално велам, не баш многу убедливо и се уште стоиме на оние коалиции, зборам во формална смисла, кои што веќе си постојат на овие избори објективно. Фаворите коалицијата околу ВМРО ДПМНЕ. Дури анкетите се и јас мислам анкетите покажуваат поголем оптимизам дури од најголемите оптимисти кај вас.
Да. И мене тоа помалку ме плаши, искрено да ви кажам, тоа би било и меѓутоа дали мислите дека ако се остварат анкетите, а сосема е можно да случи до тоа, може ли тоа да им даде простор на овие неформални коалиции, што сега ги зборувавме, да ги негираат самите избори, да кажат не е возможно. Не е фер затоа што не е возможно. Мислам дека пораснавме и во оваа смисла, дека веќе нема да има политички сили во Македонија кои што ќе ги негираат изборниот резултат. Од причини што прво со воведувањето на отпечаток при гласање, со многу други механизми на броење на гласови и така натаму. Мониторинзи, тоа не може се разбира да помине, но повторно ќе речам, јас очекувам нешто поинтензивна битка во таборот на албанскиот кампус, каде што поради причини на долгогодишното владење на ДУИ и грабнување на државата, на незините институции, се уште има силно влијание. Значи, се уште има силно влијание и во судството, во дел од бизнисот, олигархијата и така натаму. Така што очекувам дека таа структура, доколку се почувствува загрозена, се разбира, може тоа да рефлектира по изборите и во одредени друг тип на настани во смисла на демонстрации и така натаму. Дека нема да бидат веројатно најзадоволни од изборниот резултат, нема да бидат. Затоа што тие исто така очекуваат, не знам, драматична победа во албанскиот тамбор, ја мислам дека тоа нема да се случи. Од причини што влене веќе година и половина на власт. Немаме она што го зборува ДУИ дека нешто се случило во контекст на губење на правата на албанците. Не. Имаме губење на правата на политичките шампиони на ДУИ. Имаме дури нешто би забележал дека немаме ни сериозна борба против криминалот кој што тие го направија, затоа што се уште имаме судство и обвинителство кое што се уште не постапува по тие предмети, но велам дека кај нив е да се биде или не. Да се биде или не во смисла на тоа што не очекува потоа. Затоа што ова е кај нив последна битка дека мисля дека може да се вратат на власт. И тука и лежи опасноста, Димитровски. Кога некој се наоѓа во ситуација да се биде или не, а има искуства какви што има, тој можеби е подготвен да ризикува и повеќе од рационалното. Сега да не биде теорија на заговор, размислуваме само ништо повеќе. Не правиме никакви идеи за заговор, но мислам дека ќе биде осуетена секаков обид за некакво насилни демонстрации или така натаму насилно менување на системот, но во смисла на тие да се соочат со тоа дека треба да заменат во политичка пензија, дека треба да се реформираат. Овде пред се мислам на ДУИ. Кај СДСМ мислам работата е многу јасна. Тие ќе доживеат драматичен пораз и дека уште еднаш има вака еден клинец, ова ќе биде во политичкиот сандак, ако може така да кажам фигуративно, на таа структура, не на партијата СДСМ, затоа што социјалдемократите имаат перспектива во Македонија како идеја и како идеологија. Како идеја и како идеологија и сметам дека многу искрени поддржувачи на таа партија очекуваат тоа раководство да си замене, затоа што ова е еден рестал од претходното владење на Заев, негова инсталација. Така и мора да признаеме, господинот Филипче во интервју рече дека ни на крај памет не може да заменува, без разлика на исходот од изборите. Во превод ќе ме трпите што и да се случи. Тоа е една одлична отстапница си прави, затоа што тој не дошол на власт очигледно да добие едни избори, туку дошол да биде лидер на таа партија. Јас би рекол стечаен управник на Социјалдемократскиот сојуз на Зоран Заев, не на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Додека не се оправат работите, што е еден простор кој што може да се растегнува колку сакат. Па видете, има луѓе во СДСМ кои што размислуваат дека со такво раководство тие не може да се надеваат на подобар резултат. И од тие причини тоа само нив ќе им даде поттик. После еден лош изборен резултат, нив ќе им даде поттик да го срушат тоа раководство. Затоа што искрено речено не е добро, мислам, за владата, без оглед што ова владеачко мнозинство ќе биде доминантно, не е добро да има 99% градоначалници. Тоа зборуваме. Добро е. Власт може да шкоди. Не само тоа дека секоја апсолутна власт дека може да се расипе, тоа е едната димензија, но во секој случај добро е да имаме сериозна опозиција.
опозиција која што, знаете, погрешно се поставува македонската опозиција. По националните прашања вие треба да имате единство, а да бидете радикални по сите други. Нормално, да се спротивставувате на економскиот концепт, да се спротивставувате на реформскиот концепт на владење и така натаму. Но кај нас е обратно, дури имаме поддршка на некои политики на владата, од една страна, од друга страна имаме спротивставување за нешто што треба да имаме единство како нација. Зоран Димитровски, заменик министер за надворешни работи и трговија, и благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи уште еднаш. И да, тука ја завршуваме оваа емисија, завршуваме оваа работна недела за Заспи ако може, се разбира утре во 15 часот можете да го погледнете репризното издание на оваа емисија. А јас, почитувани гледачи, ви закажувам нова следба со мене и со нови интересни гости во понеделник во 22:30. До тогаш, пријатно и секое добро.